Драги гледачи, на огромно задоволство, во неколку минути ќе позборуваме со младиот и талентиран Антонио Илиевски, кој што станува според едно од нашиве најдобри виолончелисти. Кои се неговите идни планови, што планира понатаму, бидејќи пред се ја има го има освоено првото место на светски музички надпревар во Малезија. Како дошло до таа соработка? Какво било чувството тогаш? Многу дел од моите прашања ќе ни одговори токму Антонио, а пред се сакам да се заблагодарам за одвоеното време што си дел од мојата денешна емисија. Здраво, здраво! Здраво, живо, здраво. Се неубави посакувам на сите, сакајте се, чувајте се и љубете се. Е многу убава Богу кажа. Браво. Кажи ми како си? Многу добро. Многу. Одлично. Никогаш подобро. А секогаш може подобро, па сега ти свати. Ето, така и треба. Сега, Антонија, на своја 6 годишна возраст ти започнал да се занимаваш со музика, од каде се појави желбата кон музиката? Што беше она пресудно да сакаш да се занимаваш со оваа професија? Гледав на телевизија, мислам, не знам кој изведуваше, не ми текнува, ама имаше полна сала и кога заврши нели со точка, му плескаа сите, као мрако плескаа. И ја таму од дневна директно трчам во спална и ја молам тука мајка ми, мамо, те молам на музичка, запиши ме, те молам. Зашто викам, сакам да ми ракоплеска, сакам големи сцени, сакам луѓе, сакам интеракции. И така, беше малце молење, ама се запишав, ме свати дека бев сериозен. Ти си бил упорен кон замислената цел. Многу. Сега, те кога го враќаш времето назад, еве си започнал на 6 годишна возраст. Веќе на 8 годишна возраст си започнал да се занимаваш со овој музички инструмент. Како се доживуваш сето ова време и кој е твојот најголем успех достигнат до сега? Сите успеси не се битни. Бидејќи без, ако изваам еден, ќе ги заборавам другите, а без другите немаше да стигнам до тука. Имам седна се околу некои си 50 надпревари, 50 дипломи, патувано имам многу на страна, многу фестивали, многу различни искуства и се ми е битно, бидејќи како што кажав, ако еден успех, една диплома, еден фестивал го тргнам на страна, ќе сум бил еден чекор поназад. Сите тие се калемат како скали нагоре и стигаат до една цел. Дали веќе си свесен за твојата популарност, да речам, дека го живееш својот сон? Бидејќи знаеме дека многу е тешко за да се исполни сонот, дека треба многу упорност и храброст. Вака, ја никогаш не сум имал сон, туку сум имал план. Знаев дека ќе се случи. Не го сонував, пошто знаев дека ќе се случи, пошто ми е план, а манифестирам горе со универзумот. И са некој што не знаеше манифестирање, ќе мисли дека сум клинички луд. Манифестирам со Како ти е, Гајле, ти си кажеш што мислиш. Манифестирам со универзумот, се поврзувам на различни левели и знам кои работи ќе се случуваат. Ја го имав предвидено. Ја пред месец дена свирав со фанк шуи со Дада Верче од Љубојна. Тоа го имав предвидено, како бидејќи сум фан на фанк шуи, на секој може концерт сум бил. И го имам предвидено, ова го имам предвидено, бидејќи знам што многу трпна работа, нон-стоп работа, константност, лојалност кон една професорка, и да поздравам Марија Кочарова Узунова, таа ми е единствената професорка, лојалност кон неа, посветеност кон инструментот, све ми дава универзумот назад на мене во добра полза. И еве сега ова се случи, знаев дека ќе се случи. Така, и само напред. Сега, Антонио, колку е тешко да се занимава со овој музички инструмент? Колку часови ти одзема? Сите тие проби, учење? Па, све има тежина. Све има тежина во животот, ништо не е лесно. Нели самиот моментот кога ќе се родиме, најтешко ни е прво очите да ги отвориме, после тоа најтешко ни е да одиме. Ама како работиме, како некој не поддржува, полесно. Така да мислам дека доколку сакаш, доколку имаш желба, имаш посветеност, имаш одредена доза на љубов, ништо не е тешко во животот. Која е твојата најголема поддршка? Сето ова време. Фамилијата и мојата професорка Марија Кочарова Узунова. Тие биле најголема ми е мајка ми, татко ми, баба ми и дедо ми. И тоа е страшно, значи ја им симнувам капа доле. Тоа е страшно, некој човек
личност како мене, јас сум многу психички, многу комплицирана личност, многу и многу тешко ме разбираат луѓе, многу сум малце сватен јас од општеството. И ти мене да ме разбираш нон-стоп во било какво расположение и да ме бодреш и да ме поддржуваш, стварно свака час и капа доле. Што Така, многу тешко верувам. Фамилијата е секако најважна и најголема поддршка, ние сепак таа. Но сепак Да. нели треба и трпение за тебе. Да. Сега, ајде Антонио, малку ти пред самиот почеток ги споменавме и тие камерни состави, имаш околу 35 надпревари. Колку од тие надпревари имаат принос во твојата музичка кариера и што ти научи токму од нив? Колку се важни за еден изведувач? Па вака, мене поголем дел ми се од надпреварите сите соло, ама ете како што кажа и тие камерни состави. Но не знам како да ти опишам колку многу се битни настапи, надпревари, надпреварувачки дух. Можеби имаше една изјава на еден италијански професор дека музичарите не треба да се надпреваруваат, дека не сме коњи, дека сме уметници. Ама ако не се надпреваруваш и ако не учествуваш негдека и ако не го сетиш тоа чувство на ја го сакам да го кажам убав притисок, као ме притиска некој мене од страна, имам притисок кон мене за да јас им давам убав резултат на нив. Нема ништо да направиш. Пошто тргнувајќи од животот. Ти ако не се надпреваруваш во ништо, нема да стигнеш до никаде. Ти ако не се надпреварува во нешто за да стигнеш да бидеш водител, немало да бидеш водител. Ме разбираш? Да, така. Мислам дека е многу битно надпреварувањето. Мене многу ми е битно. Ми изгради целата самодоверба, ми изгради односот со луѓе, интеракциите, речникот пред се, собирам различни култури од секдека како се однесуваат, собирам импресии, собирам критики, го спојувам во едно скалила нагоре и се движам. Така. Сега, имаш освоени први и втори места. И секако, уште еднаш сакам да ти честитам за освоеното прво место на светски музички надпревар во Малезија. Браво и само продолжи така, знаеш дека си гордост наша. И навистина ми е драго. Сега, кажи ми како дојде до тој надпревар, знаеме дека се одвиваше онлайн поради глобалната пандемија COVID-19. Што те натера да се пријавиш, како помина, дали чувствуваше дека ќе го освоиш првото место, бидејќи имаш позади тебе, значи голем успех со освоени први и втори места? Да. Самиот мотив ми беше тоа што пред неполна година освоив четврто место на друг светски надпревар во Хрватска. И не бев задоволен со четврто, ама исто беше голем надпревар, 680 надпреварувачи од цел свет. Ама не бев задоволен, наискрено не бев задоволен од тоа четврто место, бидејќи не можам да се задоволам, едноставно сакам поише, сум гладен, нон-стоп и сум жеден за успех. Снагата ми бара успех. Скала погоре, браво. Како се пријавив, се консултирав со мојата професорка Марија, дали да се пријавам, она ми кажа да, бидејќи таа жена стварно никаде не ме сопрела, на секој може надпревар ми пушта да додам, и тоа е многу исто тешко, да воспоставиш еден начин на мир помеѓу ученик и професор, професор и ученик, и да дојдете негдека тука на таа вака и да бидете блиски вака, бидејќи јас сум со неа како дете и мајка. Многу сме блиски. И она кажа да, иди цепај. И снимавме заедно нели во салата, имавме некои потешкоти, не можевме да се снајдеме, ама она направи некако скрои план вака, не знам ни како само го скрои планот. Снимавме, пративме и ова се случи сега. Така. Кои се твоите планови? Дали сакаш, например, пак да се пријавиш на некој онлайн надпревар? Не, мислам дека онлайн за сега е доста и ја чекам сцената да се отвори. Сцената многу ми фали на мене, не можам веќе да издржам без сцена. Сега, кога сме веќе кај сцената, знам дека ти фали публиката, имаш учествувано на многу фестивали, Италија, Грција, Србија, Словенија. Која е разликата таму и овде кај нас? Многу се поразвиени уметнички, многу се поразвиени културно и многу повеќе ги почитуваат музичарите и уметниците, многу повеќе ги поддржуваат. Значи,
тргам на страна политика, тргам на страна све. Музиката е јазик кој што ги поврзува сите луѓе. Многу поише се поддржувани, многу поише се финансирани, многу поише ги ценат. Значи, ја вчера го кажав тоа на интервју во Алфа, дека мене главната цел ми е да започнам едно движење, каде што културата, класичната уметност, било каква уметност во Македонија, ама што е уметност, да се негува, да се сака, да се почитува, да се цени. Бидејќи Македонија е многу богата со култура. Многу богата. Да не почнам со факти, нема да имаме време. Македонија е пребогата земја. Со култура, со уметности, со музика. Имаме најубава музика, најубавиот ритам го имаме. Страшно да не се цени македонската музика. Страшно, бидејќи стварно сме многу талентиран музички народ. Така. Да, сакав да се надоврзам на твоето прашање дали ние знаеме да цениме уметноста, музиката, колку например имаш ти поддршка, колку ти помагаат во тие работи? Јас имам поддршка од најбитните луѓе, ја не барам поддршка од никој. Ама има некои луѓе кои што не можат да функционираат ако не им се даде поддршка, така им работи психата. Пример, јас сум научен да имам поддршка од мајка ми, од татко ми, од баба ми и од дедо ми. Тоа доволно ми е на мене тоа. Има некои луѓе кои што можеби тоа го немаат и ме битна поддршката и затоа секогаш велам. Ништо нема да ти чини малце да го поддржиш некој уметник, бидејќи ќе му дигне само довербата за толку, а тоа толку на него му е волку. Да, му значи премногу. Да, и мислам дека многу треба поише да се сакаме, поише да се искрено да се искажуваме чувства, убави чувства, бидејќи тоа е најубавото нешто, дури сме живи. Да. И сега, Антонио, пред нашето интервју споменавме за COVID-19, нели, дека се одрази врз оваа музичка професија. Сега, како што може да видат гледачите, ти си нели со маска, бидејќи сакаш да ја потигнеш свеста, бидејќи многу пати велам јас дека треба да ги почитуваме препорачаните мерки за заштита од COVID-19, пред се, бидејќи станува збор за нашето здравје, а тие правила не се многу тешки и затоа пред се треба нели да се грижиме. Како COVID-19 се одрази врз твојата кариера? Многу лоша пауза, многу долга пауза, за која што не беше никој спремен. Ја бев спремен сега пред COVID, само што се вратив јас од Загреб. Так. Ја бев тука спремен да распукам. Ја бев спремен да направам масакар од успеси. Бев спремен, не знаеш што све да направам. Ме разбираш? И доаѓа тој, нели сите мислевме као 2 недели ќе биде карантинот. Не, ништо страшно. Така мислевме. Учување, тоа многу лошо, небутно, а за маската, да. Мајка ми е медицинско лице, тетка ми е медицинско лице. Значи, јас имам фамилија кои што се медицински лица, кои што се на терен со COVID, кои што работат 28 сати од 24 можни. Сеја немам видено фамилијата убаво и сакам да подигнам свеста на народот. Ништо не е тешко. Купувате маска, ставате позади ушите, ме заштитувате мене, се заштитувате сами себе. Не разбирам што е тешко маската да се носи. Побрзо ќе бидеме надвор. И на секој интервју ќе носам маската. Мора да се дигне свест и моментално одиме убаво. Убаво покажуваат резултатите, ама има време. Има време да не кикнеме пак. Да се надеваме дека оваа ситуација конечно ќе се среди. Вратиме по нормала и дека оваа година секи ни донесе и пополни што искубивме од претходната. Сега, Антонио, работи кои што ти исполнуваат освен музиката? Љубов, среќа, верба, доверба, волја, искрено сакање, неколку пати кажав, многу сакам искреност, многу сакам музика, многу сакам уметност, многу сакам дружење, многу све сакам, многу се сакам да имам. Се што е позитивно може. Да, точно така. Сега, како музиката се одразува врз твојот живот? Дали, например, кога си разочаран, може музиката да ти помогне? Или со една засвирена нота? Ја не сум многу разочаран во мојот живот. Бидејќи знам дека добро, никогаш имаме тие моменти. Да, ама знам јас дека после секоја Ти знаеш како да ги се... Да, бидејќи имам совладано
дека имам сватено дека после се лошо што се случува иде нешто многу добро. И без Да. тоа лошо, како што кажав преска, све е скали денеска. Лошото е скала, 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 колку толку се качуваш нагоре и одеднаш ќе се случи ово. Тоа лошо, како што викаат, плюс и плюс е плюс, минус и минус е исто плюс. Идеш лошо, лошо и одеднаш се случува ово и доаѓа нешто добро. Затоа многу малку сум бил разочаран ја во мојот живот, бидејќи знам дека све ќе искочи добро како што треба. Одиме кон нови успеси и цели. Зошто да не? Точно. Секој Антонио, ти благодарам за одвоеното време. Остани така позитивен како што и си. Ти посакувам уште многу успеси. Се надам дека уште еднаш вака убаво ќе помобите и здраве Боже да се стабилизира ситуацијата со COVID-19, па те очекуваме тука во студиото на Mnet телевизија. Дај Боже, фала на покана, чувате се, сакате се и тоа не е убавото. Дури сме живи, а кој знае уште колку ќе бидеме живи. Така. Чао, Поздрав до тебе. многу љубов, многу љубов, чао. Чао.